Црниот понеделник е терминот кој во колективната меморија на земјава е врзан за 24 декември 2012 година. Денот кога тогашната власт ги отстрани новинарите, а потоа ја исфрли опозицијата од собраниската сала поради противењето на носењето на буџетот за следната година. Собранието го донесе буџетот на Република Македонија за 2013 година. Но освен буџетот, тој ден помина уште една одлука. Без опозицијата во собранието и протести надвор, Иџет Мемети доби второ 8-годишен мандат на народен правобранител или заштитник на граѓанските слободи и права во Македонија. За 2 месеца тој ја напушта фотелјата на која е 16 години. Со какви резултати заминува Мемети и кој ќе го наследи? Национална конференција за недискриминација. Време да слушнат или да кажат нешто одвоија министри, пратеници, представници од институциите, експерти за човекови права. Но празно остана столчето резервирано за народниот правобранител Иџет Мемети, кој не дојде да ги слушне забелешките во извештајот за еден сегмент од неговата работа во изминатите 10 години – спречувањето и заштитата од дискриминација. Во документот на невладината мрежа за заштита од дискриминација се заклучува дека позитивни аспекти од работата на омбудсманот се покренувањето постапки за дискриминација, почитувањето на роковите, спроведувањето увид во некои случаи, но и дека клучен проблем е немањето резултати од неговата работа во унапредувањето на еднаквоста и спречувањето и заштитата од дискриминација. Раскажано во бројки, од вкупно поднесените 42.618 представки, 556 се за дискриминација. Народниот правобранител не отворил постапка или набрзо ја запрел во 59% од овие случаи. Во 41% од случаите, каде е отворена постапка, се нотира дека процедурата најчесто е долга. Често и повеќе од 90 дена, доколку е во прашање дискриминација кон ЛГБТ заедницата, сексуалните работници и луѓе што употребуваат дроги. Народниот правобранител може да поведува постапки и по сопствена иницијатива, но тоа го правел само 2 пати годишно. Но и кога омбудсманот носел одлуки по утврдена дискриминација, само во 43% од случаите засегнатите институции ги прифаќале неговите препораки. Во мнозинството од дури 57% случаи, институциите не го почитувале народниот правобранител. Само за 3,8% од ваквите случаи на непочитување, Мемети одлучил да се реагира до владата. Конкретно во предмети што имавме за дискриминација во полициското постапување кон сексуални работници, народниот правобранител препорачува да се обучат, да се обучи МВР како да постапува со оваа маргинализирана група. И тука завршува постапката. Народниот правобранител понатаму не мониторира дали МВР стварно ги спровел овие обуки, дали не ги спровел, кои се ефектите, кои се резултатите од тие обуки, дали сега имаме никакво подобрување, него во најголем дел од случаите тука и завршува постапката. Според Драндаревска, народниот правобранител вели дека државните органи доцнат придавањето одговори и не ги почитуваат препораките. Но од друга страна, тој не ја користи законската можност да покрене прекршочна постапка против нив. Како последица, граѓаните наместо да завршат работа кај народниот правобранител, често битката ја продолжуваат кај невладините организации. Според Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, омбудсманот треба да е почесто во јавноста за да ги исполни законските обврски. Соработка со граѓанскиот сектор, промоција на човековите права и слободи, да спроведува истражувања и едукации и да иницира законски измени. Како пример за добра идеја, а лоша реализација, го посочува проектот Омбудсман Плюс, кој треба да ја следи работата на полицијата. Беа избрани тројца представници од страна на собранието, значи Хелсиншкиот комитет за човекови права, Сдружение на млади правници и Сдружението на кривичари. Меѓутоа, поради, да речам, своеволното погрешно толкување на одредбите од законот кои што се однесуваат на работата на тоа тело, народниот правобранител фактички го невозможи функционирањето на тоа тело. Никогаш не сме личноста која што раководи со една таква институција, своето его да го стави над она што треба да биде функција на таа институција, особено кога станува збор за човекови права.
Забелешките на мрежата за заштита од дискриминација за заменикот народен правобранител Јован Андоновски се добронамерни препораки. Нашиот закон предвидува можност во годишниот извештај кој што ние го доставуваме до собранието на усвојување да се носат заклучоци кои што по усвојувањето од страна на собранието стануваат задолжителни за институциите на кои што се однесуваат. И обратно, пак институциите се обврзани 2 пати годишно да реферираат кон собранието за степенот на реализација на овие обврски. Но за жал ова некако во пракса не заживеа. Народниот правобранител предложува одредени заклучоци, тие се усвојуваат од собранието, но немаме фоллоуап, нема фидбек. Ниту пак институцијата прави некој дополнителен напор да го следи степенот на реализација на овие обврски. Критиката на Андоновски за институцијата во која работи не завршуваат тука. Тој директно го посочува првиот човек, Иџет Мемети, како виновник за нарушени меѓучовечки односи во институцијата. Од страна на Народниот правобранител беше побарано од мене да извршам промена во датумот на еден предмет, нешто што категорично го одбив затоа што сметам дека е незаконски. Од тогаш наваму се изродија низа проблеми во нашата релација, кое што кулминираше со незаконското одземање на моите надлежности, кои што ги имам добиено од собранието, а произлегуваат од Законот за Народниот правобранител. Значи, не зависат од волјата на еден човек. Делумно ми беа вратени надлежностите, меѓутоа областите на кои што претходно работев ми беа одземени. За изборот на заменик народен правобранител за Кичево постапува антикорупцијската комисија по представка на Камери Мери, државен советник од канцеларијата на омбудсманот во Кичево. Според резултатите констатирам дека Илбер Руфати е избран за заменик на народниот правобранител кој ќе работи во подрасната организациона единца на народниот правобранител во Кичево. И Мери во представката до антикорупцијска изразува сомнеж дека Илбер Руфати, предложен од Мемети, ги исполнува законските услови за заменик правобранител. Илбер Руфати дипломирал на Меѓународниот универзитет во Струга на правниот факултет во 2009 година. Се сомневам дали ги има законски потребните 240 кредити или пак само 180, бидејќи по болонјскиот систем е 3+2 години. Од 2010 до 2015 година е вработен во секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, а потоа во управата за јавни приходи. Логично се поставува прашањето кога кандидатот стекна 7-годишно искуство во областа на правото, чија активност е докажана во областа за заштита и промоција на човековите права, што е и законски услов за избор на заменик. Од антикорупцијска велат дека работат на случајот. Доставени се барања за прибирање на податоци и информации до надлежни институции и добиени се одговори во законски предвидениот рок. Постапувањето по предметот е во фаза на разгледување и одлучување на комисијата на седница, согласно нејзините законски надлежности. Мемети има уште околу 2 месеца од својот мандат, па иако веќе требаше да се знае барем кои се најсериозните кандидати, собранието се уште не распишало оглас, а тоа требаше да се случи уште пред 1 месец. Јас како председател на комисијата за прашања поврзани со изборите и именувањата сме надлежни во делот на именувањето и во делот на изборот. Во делот на распишувањето на огласот со сигурност е надлежност на собранието. Јас очекувам дека и координаторите на координација кај председателот на собранието ќе се договорат кога на дневен ред на пленарна седница да се најде и одлуката за распишување на оглас за народен правобранител. Најгласни во јавното лицитирање за тоа кој треба да го наследи Мемети се политичките партии на албанците. За ДУИ, местото е соодветно за нивниот кандидат за премиер Насер Зибери. Од Алијанса за албанците пак не споменаа имиња, но отворено вела дека тоа место треба да и припадне на опозицијата. Не политичко, туку професионално решение е желба на граѓанскиот сектор. Се надевам дека пораките кои што стигнуваат од граѓанскиот сектор ќе бидат сериозно сватени од страна на власта. Апсолутно е несоодветно да имаме комисија за антикорупција која што е избрана на транспарентен, односно членови кои што се избрани на транспарентен начин во собранието и комисија за недискриминација која што на истаков начин треба да биде избрана во собранието, а да имаме народен правобранител кој што ќе биде производ на меѓусебното разбирање на коалиционите партнери во власта. Во неодамнешниот извештај Европската комисија повторно апелира на именување членови на независните тела, засновано врз заслуги, со што ќе се осигура нивната компетентност и интегритет.
ке допрели пораката од ДЕУ до партиите.